Првите дози од руската Спутник вакцина денеска ги добија медицински лица од Скопје и од внатрешноста. Вакцинирањето се врши во скопската поликлиника Јане Сандански. Иако првично беше планирано со руската вакцина да почна да се имунизираат старите и хронично болните лица, поради влошувањето на ситуацијата со COVID-19 беше решено да се продолжи со вакцинирање на медицинскиот персонал. Вакцинираме со руска вакцина Спутник, поразлична и по пакување и по начин на чување од оваа другата вакцина Pfizer. Значи, многу поедноставна за употреба и процесот тече многу побрзо. Земјава се уште не почнала со вакцинирање на широката популација, малкуте дојдени дози се наменети само за здравствените работници. Известно е дека и 200.000 вакцини нарачени од кинески Синофарм, за кои државата го повлече првичниот аванс, ќе доцнат. Премиерот негира дека станува збор за злоупотреби. Негирам било какви лоши намери или незаконско действување, заради тоа што во овој период правиме напори да набавиме вакцина по сите можни канали, како што очекуваат нашите граѓани за час поскоро да ги имат. Јас се информирав јавност и министерот за здравство информираше јавноста дека после 2 недели чекање на активности на кинеската амбасада, ние директно преку Синофарм не можевме да добиеме контакт и дадовме нарачки преку приватни компании, кои што Министерството за надворешни работи не ги потврди и затоа и авансот беше повлечен и сега очекуваме да стигнат нарачките преку МНР на Кина, односно преку кинеската амбасада. Здравствените власти информираат дека состојбата со COVID-19 во последните денови се влошува и дека веќе се полнат болничките легла. 917 граѓани се хоспитализирани на инфективните одели во Скопје и во болниците низ земјава. Слободни се уште околу 300 легла, а ако има потреба, одделенијата ќе бидат дополнително проширени. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.